Локалниот економски развој низ призмата на рамномерниот регионален развој понуди конструктивна дискусија на советниците од опозицијата и назначената директорка на Центарот за рамномерен регионален развој, чиј извештај за работа во претходната година беше една од точките на дневен ред на денешната седница на Советот. И додека од една страна за советниците од власта се беше јасно во 32 страници на извештајот, советниците од опозицијата имаа забелешки и сугестии. При тоа дискусијата се реализираше врз основа на повикот од координаторот на советничката група на СДСМ за отстранување на сите идеолошки бариери и заедничко залагање на сите советници за добро функционирање на планираниот развој. 15 проекти се планирани за 2010 година, реализирани се 3. Образложението е дадено дека останатите заради финансиски средства ќе се одложат за идната година. Вклучително мал број на проекти за Битола. Не видов маркантен дел кој што Битола ќе ја помести од летаргијата во која што е во локалниот економски развој. Ќе почнам со една работа која што можда е помалку битна, меѓутоа сепак би поставила прашање. Моментално во центарот се вработени 6 лица, од кои раководителот, тројца координатори во секој одделение по еден волонтер и хигиеничар. Освен раководителот, сите останати лица се вработени преку Агенција за привремени вработување. Моето прашање е зошто преку Агенцијата за привремени вработување? Заради процентот кој што го добива Агенцијата. И основната моја забелешка е тоа што апсолутно недостасува финансиска конструкција. Несретнав една многу побитна работа. Тоа е визијата за иднината. Овој проект е направен за 5 години и визионерството во него е многу малце на страната на општина Битола. Зошто го говорам тоа? Од толку многу проекти мене сум свесна дека буџетот е невозможно да се предвиди заради тоа што тоа ќе биде умешност и во наредниот 4-годишен период, колку од овие проекти вистински ќе се излобира да се добијат, колку на вистина средства ќе коштаат висината на тие добиени проекти и колку од тие проекти вистински ќе се реализираат во општина Битола. Според истражување на неколку светски мисии во државава во рамномерниот регионален развој преку Министерството за локална самоуправа годинава се вложиле 0,95% од бруто домашниот производ, што подразбира дека постепено се достигнува законски определениот 1%, објаснуваше директорката Емилија Геровска, но надвор од говорницата. На говорница, потсетувајќи дека работата е концентрирана на регионот и тоа 9 општини кои го формираат, а не само на Битола, на некои од критиките и сугестиите даде концизен одговор. За жал не го разбираме духот на Законот за рамномерен регионален развој и тоа е сосема во ред, сепак тоа е нов закон, во 2007 година беше донесен, а Центарот почна да работи дури во 2010 година во март. Оттаму за мене е сосема разбирливо што за вас некои работи се уште конфузни, нејасни или пак можеби сте немале потреба досега да ги прочитате во легислативата па да знаете како нештата одат. Најголем дел од забелешките се однесува на зошто извештајот не содржи финансиска елаборација. Затоа што согласно со истиот тој закон, ние доставуваме финансиски извештај до Советот за развој на регионот. Земајќи во предвид дека средствата кои што ги добиваме од општините се насочени исклучиво наменски за тековни трошоци, односно плати, струја, вода и така натака, логично е дека тие трошоци ги правдаме пред сите 9 градоначалници заедно, бидејќи кога ги трошиме средствата не ги делиме по општини, која колку дала, па од која општина колку потрошивме. Наведено и во акцијскиот план на Република Македонија за регионален развој од 2009 и 2012 да овој период подготвителен, значи регионалниот развој во сам зародиш, се искористи за изработка на техничка документација како би можеле истата потоа да ја аплицираме на проекти на фондови кои што се со многу поголеми позавидни суми. Земајќи во предвид дека во нашиот регион ги имаме Кривогаштани, Демирхисар, Ресен кои што се со блокирани сметки и други рурални општини кои што не можат самите да инвестираат во изработка на техничка документација, се случува во реалноста поговорката сиромавиот секогаш плаќа 2 пати. Немајќи техничка документација не можат ниту да се јават на повиците за инфраструктура, затоа што тие повици бараат комплетна техничка документација со градежна дозвола во моментот на поднесување. Однос на вработувањата. Мене ми е многу драго што сме на иста линија
и токму заради тој процент за Агенција за привремени вработувања со големи усилби и лобирање во Министерство за локална самоуправа, успеавме да излобираме да ги трансформираме и да бидат вработени преку Агенцијата за вработување. За жал, тоа беше насока од Министерство да во прво време, додека не проработат центрите, да видиме дали тие ќе бидат одржливи, да неколку месеци се вработените на овој начин ангажирани, со цел која ќе се види дали центрите функционираат во ред, имаме финансиски прилив од општините, го плаќаат своето кофинансирање и така натака, да ги трансформираме преку Агенцијата за вработување. Програмата за развој на Пелагонискиот плански регион е извлечена од Националната стратегија за развој, за равномерен регионален развој во Република Македонија, од Акцискиот план и е во сооднос со сите стратешки документи на општините. Програмата се работеше во низа планирачки работилници на кои што учествуваа представници од сите сектори на сите 9 општини. Советниците од СДСМ сепак на крај беа воздржани кога гласа, но Битолскиот совет го усвои извештајот за работата на овој центар. Распоредот на часовите, отворањето на новите паралелки и улогата на општините во генералната надлежност на Министерството за образование, реконструкцијата и компјутеризацијата на училиштата и нивната, односно општинската моќ за промена на состојбите, со согледувањето на приоритетите, беа само некои од темите на кои се фокусираа советниците од почетокот на седницата. Советниците од мнозинството ги усвоија плановите за работа и извештаите за работа на основните училишта во градот, односно централните и подрачните училишта во градот. Пред самиот крај на седницата, советниците едногласно доделија средства за фудбалскиот, ракометниот и кошаркарскиот клуб Пелистер од градот и ја започнаа дискусијата за тоа како да им се помогне на клубовите, како може да се искористи скопското искуство со Вардар, односно дали финансирањето на одделни спортови ќе ги стави во подредена ситуација другите. На седницата едногласно беа усвоени и неколку детални урбанистички планови.